Секоја вечер ја преживувам трагичната ноќ и до ден денеска не можам да поверувам што се случи. Со треперлив глас и без да ги задржи солзите, газдата и прво обвинитиот за трагедијата во дискотеката Пулс Дејан Јованов сведочеше во судот. Тој уверува дека доколку знаел би презел се за да обезбеди сигурни услови за одржување на концертот на групата ДНК. На семејствата на починатите им изрази сочувство, а на повредените брзо опоравување. За да би бил способен да дозволат да фали нешто. Зарем сериозно мислите, доколку би знаел дека фали нешто, не би презал се за да се отклони навреме. Сите на тоа место, во тој клуб имам пораснато десетини генерации. Сите што ме познаваат добро, знаат колку и како се грижат за безбедноста на сите гости во клубот. Претходно, неговата адвокатка Ивана Коцевска рече дека и најголемиот суд во светот не би можел да изнајде причинско-последична врска на верижни действија во текот на 13 години и истите да ги поврзе со трагедијата. Според нејзе, обвинението не е издржано, а Јованов не е монструм, туку човек кој не можел да предвиди што ќе се случи. Коцевска смета дека прво обвинетиот треба да биде обвинет за небрежност, а не за тешки дела против општата сигурност, затоа што немал свест дека не исполнува услови, бидејќи ниедна институција не му го посочила тоа. Исто така, според нејзе, вина има и кај групата ДНК, затоа што биле неодговорни. Верувате дека мене како бранител на прво обвинетиот, толку многу ми е тешка задачата да го бранам човекот што за сите вас и во вашите очи е убиец, а за мене е само еден обичен човек. Еден обичен човек кој колку и да вие го правите монструозен, тој не е. Тој е како секој еден од нас тука, кому за жал му падна на товар институционалната неодговорност. И не сме свесни колку уште други локали во моментов функционираат пропуштени од институционален надзор, кој што во конкретниот случај немаше ни ние да имаме можност да го осознаеме, доколку ја немавме и немарноста на ангажираните музички артисти кои што биле ангажирани за критичната вечер во локалот на Дејан. Претходно, сите 35 обвинети се изјаснија за невини. Сопствениците и вработените во Пулс изразија длабоко жалење и сочувство до семејствата на загинатите. Некои од нив дури би го дале животот само за да се вратат загубените животи, но не сметаат дека се виновни за пожарот. За невини се сметаат и поранешните градоначалници. За нив процесот е селективен и политички мотивиран, а обвинението конструирано. Инспекторите и службениците пак мислат дека се обвинети само за да се зголеми бројката на луѓе кои треба да понесат одговорност. Обезбедувањето од Рубикон тврда дека тие спасувале животи и жалат што не успеале да спасат многу повеќе жртви. Инаку, во келијата на Дживер Камбери, единствениот обвинети за подкуп покрај тешки дела против општата сигурност, биле најдени 13 мобилни телефони и лаптоп. Судиката му се закани со самица доколку ова се повтори. Во наредните неколку рочишта се очекува сите обвинети да ги дадат своите воведни зборови.